Македонија доби датум за почеток на преговори јуни 2019 година. Датумот за старт на преговори за членство во Европската Унија, кој првично беше сигурен во јуни 2019 година, па потоа за оваа есен, сега не е сигурен ниту за октомври, ако се цени реториката на вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Тој вели дека ситуацијата била позитивна, но дека ќе мора да се почека до конечната одлука на сите земји членки. Каков е вашиот став? Дали сте вие сигурни дека може би ќе имаме датум? Сигурно заслужуваме. Тоа можам да кажам 100% дека заслужуваме да започнеме преговори. Одлуката ја носат земјите членки со консензус. Сите 28 земји членки треба да гласаат за. Амбиентот е позитивен, попозитивен и од јуни 2018 и од јуни 2019. Но состојбата е се уште фрагилна, се додека немаме конечни одлуки од земјите членки. Дека датумот е доведен во прашање за октомври, говори и фактот што во последниот период видно намален оптимизмот и ке министерот за надворешни работи Никола Димитров во телевизиска дебата запрашнат потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски дали очекува во декември македонската влада да има првата меѓуресорска средба со Европската комисија за старт на преговорите со Унијата. Димитров вели дека не е сигурен кога таа ќе се случи. Дали во декември ние ќе имаме прва меѓуресорска средба помеѓу македонската влада и Европската комисија за почеток на преговори со Европската унија? Каква ви е процентот? Мислам дека влогот е преголем и дека е непријатно да не се каже не. После толку чекање, после пресврт демократски, што опозицијата веројатно слушаме не го прифаќа, меѓутоа сите извештаи тоа го потврдуваат и решени прашања на многу европски начин. Компромис кај што нема нити кај нас еуфорија, нити таму еуфорија. Не гледам некое славење околу ова договор, ако бил толку лош за нас. И мислам дека не знам дали ќе биде плодно, можеби пак ќе се видиме, пак ќе разговараме за договорот. Не можеме да се сложиме. Ја мислам дека предавството е претходно. Тоа нема сложиме за договорот. Тука Мило ми е бидејќи имате исклучително погрешни тези. Мојата проценка е дека во декември нема да има таков состанок и ќе видиме дали ќе биде декември, дали ќе биде март. Ја мислам дека не можеме тоа во моментов да го процениме. Дека датумот е несигурен, индиректно потврдува и францускиот амбасадор во Македонија, Кристијан Тимоние. Во интервју за Алфа вели дека Франција се уште не донела одлука дали ќе поддржи нашата земја да добие датум во октомври.